Парадоксот на Филипче секојдневно критикува за некаква си диктатура во Македонија, а внатре во СДСМ се однесува како вистински диктатор. Кој да каже најмала критика за неговата работа завршува на листа за одстрел од партијата. Последна во низата е поранешната министерка за одбрана и актуелна пратеничка Славјанка Петровска. На партискиот шеф и неговите најблиски не им се допаѓа што се појавила на разговори поврзани со внатре партиските реформи. Оваа недела во СДСМ ќе се разговарало за незината иднина на Бихачка, бидејќи според актуелното раководство и таа е дел од оние кои одработувале за ВМРО ДПМНЕ. Ова не е реформска иницијатива. Ова е координирана операција за создавање на лажна опозиција која ќе ја држи СДСМ во состојба на постојана внатрешна криза, токму во моментот кога партијата се консолидираше по тешкиот пораз, до која доведе токму оваа екипа која денеска се организатори на платформата. Ова не е борба за подобро СДСМ. Ова е обид за контролирана фрагментација на опозицијата. Моето учество во разговорите за Македонија не е против СДСМ, туку за СДСМ, реагира Петровска. Вели дека состојбата во партијата е далеку од добра и доколку нешто не се промени, ќе исчезнеле. Соработував и помагав за доброто на СДСМ, но работите не се менуваа на подобро. На Конгрес, пред присутните делегати јасно и гласно пратив порака дека мора да се менуваме инаку ќе исчезнеме. Со слична порака го честитав и роденденот на партијата. Останав СДСМ. Моето учество во разговорите за Македонија не е против СДСМ, туку за СДСМ. Затоа што јас сум социјалдемократ и по убедување и по дејствување. Инаку поради состојбите во СДСМ, поранешни и сегашни видни партиски функционери формираа платформа насловена Разговори за еднината. Од таму велат дека на Македонија и е потребен општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. Инаку Петровска не е единствена. Раководството на СДСМ влезе во отворен конфликт со повеќеми на своји членови кои јавно го критикуваат Филипче. Кавга имаше со актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, кој даде поддршка за рудникот за Антимон Крстов дол. Инициирано исклучување има и за повеќе членови, како Петре Шилегов и Јован Деспотовски, а веќе исклучен од партијата е Радослав Трошановски, советник од општина Карпош.